Почитувани, градоначалникот Тони Коњановски веднаш да го објави идејното решение за просторот кај поранешниот. Како ќе ги руши гаражите, дури јавноста нема јасна и прецизна слика. Што е предвидено во деталниот урбанистички план за овој простор? Отворен паркинг или катна гаража со трговски центар и дуќани кои треба да завршат во раците на ДПМН. Какво е сообраќајното решение за просторот? Колите ќе вртат десно од поштата, ќе поминуваат низ амбиенталната улица кај Пионерски, низ пешаците. Станарите од зградата кај над 300 на број, за гаражите плаќаат данок на имот, што значи тоа се објекти во нивна собственост. Општината ќе руши кај сака и кога сака низ Битола. На која страна во изборната програма Коњановски има ветено нешто за просторот кај Се што ветуваше реализира, па уште ова му остана. Коњановски нека не тера инат со граѓаните и нека не оди пумот на Ресенчанецот, кој го назначи за главен архитект во Битола. Тој Ресен го среди, па уште Битола му остана. СДСМ стои на страна на граѓаните и со сите сили и механизми ќе се бори против самоволието на градоначалникот Коњановски и на ДПМН. Гаражите кај се само почеток на походот за рушење кој локалната власт го планира во Битола. Нашите информации се дека следни на удар се трафиките, летни бавчи и слични објекти од кои екзистираат стотици наши сограѓани. Коњановски ветуваше создавање иднина, а првото за што се фати е рушење на минатото и сегашност. Коњановски наместо да гради, сака да руши и да обезличи Битола.